Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван директоре на Градскиот трговски центар, мене ми беше задоволство денеска што имав средба со стопанствениците од Градскиот трговски центар. Тие истакнаа посебно задоволство од соработката со раководството, но исто така кажаа дека за овие 2,5 години е направено многу за враќање на животот и амбиентот во овој трговски центар. Не само што има техничка промена и подобрување на условите и за корисниците и за стопанствениците, туку исто така и се создала одредена релација за заедничко инвестирање, за заеднички развој на овој објект и понатаму со тоа и развој на стопанствениците или на стопанските субјекти кои што се наоѓаат во овој простор. Со тоа директно се враќа и животот во центарот на градот Скопје. Ние продискутиравме и за тоа како се соочуваат со предизвиците кои што коронавирусот ни ги донесе за економијата во нашата држава. Истакнаа дека искористиле голем дел од мерките, исто така дека и мерката која што беше за финансирање на минимална плата од 14.500 им помогнала да ги задржат своите вработени на работните места. Јас би сакала да истакнам дека околу 19.000 фирми и во април и во мај ги користеа овие мерки, тоа е за покривање на минималната плата на околу 120.000 работници во нашата држава, кој што помогна да немаме драстично намалување на процентот на невработеност зголемување на процентот на невработеност во нашата држава. Остануваме понатаму во комуникација, благодарност и до претседателот на Сдруженијето на стопанственици од Градскиот трговски центар кој што ја возможи оваа средба, со на која што навистина продуктивно поразговаравме на кои се начините во иднина да заеднички имаме поголеми инвестиции и да го зголемиме квалитетот на понуда кој што го има овој трговски центар. Ви благодарам многу. Благодарам на медиумите, посебна благодарност до вице-премиерот Мила Царовска, кој што денеска не посети. Имавме на убава средба на Зелената градина и голема благодарност на град Скопје кој што за прв пат донираше, односно инвестираше во Градски трговски центар последниве 48 години и мислам дека имавме на плоден разговор кој што во иднина треба Градскиот трговски центар да се развива и посебна благодарност до Сдруженијето на стопанственици на Градски трговски центар АД Скопје и до дуќанџиите кои што присуствуваа денеска на Зелената градина. Се договоривме во перспектива, во иднина да направиме една работна група, еден работен состанок, да ги изложиме сите проекти кои што ги поседува и Градски трговски центар и Сдруженијето на стопанственици, да најдеме заедничко решение и да дојдеме до убави, квалитетни проекти кои што можеме да ги имплементираме во периодот кој што следи. Уште една благодарност до Мила Царовска, вице-премиер. Сакам да кажам дека имаме одлична соработка со Сдруженијето на стопанственици. Ние малтене сме едно семејство кој што мораме да функционираме и заеднички да ги решаваме проблемите на Градски трговски центар. Проектите се тука, верувам дека во иднина ќе се имплементираат тие проекти. Најголем проект на Градски трговски центар е Зелената градина. Го сменивме целото осветлување од она што е неомско во лето осветлување, така автоматски се намалува потрошувачката на електрична енергија. Верувам дека во иднина сите тие проекти што ни се во кабинетите ќе ги имплементираме и ќе ги реализираме.